Бела зора и годинава е важна за Министерството за култура. Ке се доистражува, но и реставрира јужната страна од Владетелската палата, најави министерката Канчевска Милевска при денешната посета на Свети Николе. Следната година да се заврши истражувањето на Владетелската палата со јужната позиција, да се започне со конзервација, бидејќи самата конзервација можеме да видиме дека е неопходна да се направи. Ние оваа година на конкурсот ќе издвоиме средства на Завод и музеј Штип како надлежна институција за изработка на проектот за конзервација, се со цел следната година да се започне со конзервација, да се доистражи јужната партија од Владетелската палата и да се започне со реконструкција. Бела зора се смета за еден од најзначајните археолошки локалитети не само во овој дел на државата, туку и многу пошироко. Најголемиот град во средиштето на Балканот, во раната антика, во 5 и 4 век пред нашата ера. Тоа сега ние го откривме со откривањето на остатоците од Владетелската палата, па сега покрај тоа што знаевме од античките извори дека е најголемиот град, сега знаеме дури дека е престолниот град, дека е престолнината на античките владетели од овој простор, чии што монети ги наоѓаме и наоди врзани точно за тоа време на најголемиот процут на овој простор. Од тука најавите за нови истражувања значат и надеж за малото Свети Николе, за поширока туристичка промоција. Со конзервацијата која што ја најави министерката, ќе се зачуваат многу вредни артефакти и многу вредни наоди кои што се овде на самиот локалитет Бела зора и верувам дека самото по себе тоа ќе значи на промоција на Свети Николе и во меѓународни рамки. За сега од Бела зора на јавноста и се достапни 1160 артефакти, сместени во музеот на Свети Николе.